Наместо конкретни бројки и отчет пред граѓаните, владата секој потрошен денар за тендери го правда со тоа дека трошеле помалку од нешто што било претходно направено. Власта предизборно со народни пари се организираше промотивна дискусија преку кампањата Европска иднина поблиску од било кога на тема економски придобивки од интеграцијата во Европска унија за компаниите и граѓаните, на која час и половина разговараа за тоа колку направиле за економијата и што би добиле ако влеземе во Европска унија. Колку чинеа речиси двочасовните фалби и лекции за тоа колку е убаво во Европска унија, цифра не добивме, а ниту пак одговор кој е конкретниот бенефит за граѓаните од ваква дискусија кога тие совршено добро знаат како се функционира во Европа и сакаат да живеат подобро. Вице-премиерот Битики вели вредноста била помала од една жална врба на кејот на Вардар, а била нивна обврска да ги информираат граѓаните. Да зборуваме за Европската унија и Европската иднина и на граѓаните да им ја представиме реалната слика. Што е тоа што ја губиме и која е можноста која што можеме да имаме наспроти кој што во овој момент ја губиме од неразумните однесувања на сите политички чинители во општеството. Тоа е наша обврска и тоа ќе го правиме секој ден, ништо повеќе, а за тоа колку чини, верувајте, чини многу помалку од било која жална врба која што е позади вас овде на Вардар, кој што се исушили. Денешната панел дискусија ја отвори премиерот Димитар Ковачевски, кој го искористи моментот да се фали за владините политики кои го унапредиле животниот стандард на граѓаните без да споменат и неговите сограѓани одвај врзуваат крај со крај, земајќи ги во предвид статистиките кои покажуваат дека за преживување на едно семејство му требаат речиси 1000 евра. За 10 години ќе сме имале дуплирање на брутодомашниот производ во однос на државите од Западен Балкан, а до 2030 ќе сме биле Европска Македонија. Никој на панелот не го спомна најновиот извештај на Светска банка, која Македонија ја смести на дното во регионот. Тоа што успеавме просечната и минималната плата да ги зголемиме за 50, односно 100% од тоа што беа, е резултат пред се на добрите политики, но и на нашата цврста определба за евроатлантската интеграција. Искуствата велат дека со членството во Европската унија платите и пензиите ќе се зголемат меѓу 70 и 90% и тоа е за очекување дека ќе се случи и кај нас. Евроатлантската ориентација на нашата држава донесе највисоко ниво на странски директни инвестиции во износ од 754 милиони евра во најкризната година 2022. Друштво на Ковачевски на панелот му правеа и вице-премиерите за европски и економски прашања Бојан Маричек и Фатмир Битики, министерот за финансии Фатмир Бесими, како и представникот на бизнес секторот Горан Антевски. Инаку кампањата Европска иднина поблиску од кога било чини околу 355.000 евра, а е договор со Друштвото за филмска продукција Вертиго НМЕДО со генералниот секретаријат на владата. Оваа кампања е по онаа Ние сме Европа, која не чинеше 80.000 евра, а ова иако се случува во предизборие, за власта не е ништо спорно. Уверуваат оти целта им била да се разберат подобро реформите поврзани со евроинтеграцијата.